Цяло Русиново и годинава Илинден го слави со манифестацијата Илинденски видување вршник, а и годинава тука изложбата на стари оружја. Ќе повториме од минатата година, ако нешто не беше јасно, еве сега ќе се подсетиме. Представете ни се и кажете ни нешто за... Габер, по потекло од Русиново, иначе живеам во Скопје и пола Беровец, пола Русин. Оружјето е колекција на Благој Механџиски најголем дел и од други приватни колекционери. Оружјето е најстарото е негде 18 век, втора половина. Ова се оружјето на Кремен, систем на Кремен. Така. После доаѓаат технолошки оружјата на Каписла, познати како капислари. И на крајот од 19 век со еднометните оружја на црн барут, кои ги користила турската војска, австриската војска. И да, овде има примерот од турската и од австриската војска, иначе потекнуваат од Англија, од Америка, од Австрија, од Америка исто и користи турската војска. Колку парчиња има вакви? Кој е најстарото? Најстарото е ова. Ова е, можам да кажам, ремек дело на оружјето на Кремен. Како се користело, пред колку години точно? Ова е средина на 19 век, на средина на 18 век. Дел од него сигурно било користено во оружените востанија. Во буните е користено. Така. Во Кресленско-Разловечкото. Така. Да. Во Илинденското востание ово оружје е старо. Така. Евентуално можело да се користат само еднометките. И тоа од селски стражи и така некои единици кои биле по да речеме за чување на стража. А иначе тогаш веќе има петометки. За Илинденското востание има помодерно оружје. Како е да се зачуваат? Сигурно има и на други места некаде парчиња. Има приватни колекционери, неколку во Македонија. Еден од најголемите е Благој Механџиски. Така ги сочуваме и во музеите. Ви благодарам за овој разговор. И да се надеваме дека секоја година они кои нема да успеат сега ќе видат до година здравје и понатаму. Може. Амерички. Не. 1870 години. Енфилд. Турска армија. Исто турска армија коничка. Спрингфилд. 1863. Така да за Илинденското, како што рековте, биле стари. Много старо оружје. Ова е најсочувана од 19 век. Верндал во одлично состојание. Само како се пусти камера. Много одржано. Само метак не може да знаеш.